исто така една многу различна катедра, катедрата за дувачки инструменти, удирачки инструменти и соло пење, професорот Горан Начевски и студентите Стефан и Кристина. Добре дојдовте. Ова е исто една многу широко обсежна катедра. Зошто се сите тие три сегменти опфатени во една катедра? Зошто не се посебни? Вака, затоа што сега, значи, тоа се инструменти и соло пење, сепак ги поврзува, нели, сегментот на музичка интерпретација, на сценско-изведувачка уметност. И затоа сме под една катедра, тука спаѓа, значи, дрвените дувачки инструменти, флейта, обоа, кларинет, фагот, потоа саксофонот. Така. Од металните дувачи располагаме со труба, хорна, тромбон и туба. Така. Значи, практично со сите инструменти кои што се дел од симфонискиот, класичниот симфониски оркестар. Потоа имаме класично соло пеење и удирачки и класични удирачки инструменти. Така. Стефан, ти си од Црна Гора. Да, така е, од Црна Гора доаѓам. Што те натера од Црна Гора да дојдеш преку планините овде да студираш? Те молам. Па, всушност вака, јас се запознав со мојот ментор во семинар во Подгорица. Така. Поминавме неколку многу убави денови и научив многу убави работи. Така. И ми кажа дека и тука имате семинаристот за лимени дувачи инструменти во Струмица. И викам, ајде, никогаш не сум бил во Македонија, а баш во тој период беше и приемни испит. И ми каже, ако сакаш, нема да те форсираме, дали сакаш да се запишеш кај нас. Така. Викам, ајде, никогаш не сум бил во Македонија, би сакал да ја посетим Македонија, да се запознам со нови луѓе. Отидов на семинар, не знам колку беше, 5 или недела дена, се запознав со Христина, Така. со сите другарчиња што се дружиме сега веќе 4 години. Така. И одлучив да останам тука да студирам. Не направив грешки така. Така. Имаш ли потешкоти во смисол дали е скап факултетот, дали е Скопје скап град за живење? Мислам дека стандард во Македонија не е толку голем колку во Црна Гора, така некои работи ми се поевтини. Ти благодарам. Некои работи ми се поевтини, ама на пример сега ако зборуваме за некои бирократски моменти што се на пример престој лична карта. Сигурно има некои додатни документи. Да, додатни документи, нотар, сите тие маки што ги опфаќаат тука. Малце се поскапи, ама како и сегде, нели, кога сте странец, сега да отидете во Црна Гора, пак имате слични некои проблеми, да речем. За жал, да. Да, ама се поминува лесно се тоа. Да, едва и чекам, нели, да средим се тоа, после почнуваме со семестар, со дружба, со свирење, вежбање, проекти, така да не размислам многу на тие работи. И двајцата имавте веќе некоја позадина во музиката, така и двајцата свиревте нешто или пеевте, може би? Да, во оркестар. Така? Најчесто се сретнуваме. Јас свирам од мои 8 години веќе флейта. Така. Учев и средно музичко, па сега и факултет. Така. Значи веќе бевте, сакам да кажам, влезени во музиката, да не речам индустријата како преска. И ФМУ беше дефинитивен избор за вас. Точно. Што е специфично за оваа катедра, професоре? Па како што кажав, нели, нас не обединува сцената. Така, така. Класичната музика, иако заборавив да кажам дека во нашата катедра сега припаѓаат и професорката Андријана Јаневска, која што придава соло пеење популарни жанрови, и Иван Иванов, исто така саксофон на популарни жанрови, но тоа се веќе технички моменти. Јас се надевам дека во скоро време ќе одсекот за популарни жанрови ќе формира своја посебна катедра. Така, така. Така што Значи, сега практично тие насоки по популарни жанрови, така наречени, влегуваат во катедрата за удирачки, дувачки, така дел од популарните жанрови. Значи, оние што се гудачки инструменти, популарни жанрови влегуваат во гудачката катедра и така натака, но тоа е еден технички аспект кој што понатака ќе се разреши со формирање на посебна катедра. Значи, она што е битно за оваа катедра е тоа што произведува
млад кадар, кој што потоа успешно може да се вклопи во симфониските оркестри кои што постојат во нашата земја. Значи, Македонската филхармонија, симфонискиот оркестар на Македонската опера и балет, Така. и во разни други ансамбли. Исто така, не само тоа, значи, дипломиран или магистриран уметник, изведувач, може да предава, да биде наставник, да биде професор по својот соодветен инструмент. Така. Што е различно од приемниот испит на оваа катедра од останатите? Во глобала слични се приемните испити, значи Така. кога станува збор за инструментите и соло пеење, значи треба кандидатот да биде соодветно подготвен. Приемниот испит содржи програма која што треба да се изведе на памет. Имаме доставена информација Така. јавно на нашиот веб сајт, да. што точно треба да се подготви кандидатот, што точно треба да подготви за приемниот испит. Така. Може ли, например, некој што... кога се приемните испити? Во јуни? Во крај на август, почеток на Крај на септември. август. Може ли некој да нема допрено ниту дувачки, ниту дирачки инструмент се до, да речеме, ова лето и да одлучи дека ќе се запише на оваа катедра? Постои ли таква можност некој да ги совлада тие? Значи, постојат огромни талентирани Скриени. луѓе, скриени Да. таленти. Ние, Да. знаете како вратите се отворени за големите таленти, Така. им се пружа шанса, но сепак, доколку се пројави интерес, треба кандидатот да знае дека го очекува приемниот испит. Така. Тој мора да помине низ приемниот испит. Така. Значи, така. тоа не значи дека тој мора да има некое соодветно музичко образование. Ако го помине приемниот испит и го совладал, Веќе- и го положил, Так. значи тоа веќе е нерелевантно. Така. Исто како јас кога Так. студирав во Чешка, јас сум студент од Прага, Така. јас уште немав матурирано, излегов таму на приемен испит без матура. Си ги покажав композициите, соло пеење, што требаше име Тоа е на тоа. факултетот. И Значи талентот да. е сепак пресуден и способност. Така. Тоа го зборувавме и со деканката Дарија, например. Тоа е интересно. Не мора вие ниту да научите чешки, само треба да ги покажете композициите и тој јазик се чита секаде. Тоа е зарем не? доволно, тоа е доволно. Музиката е јазикот на целиот свет. Така. Кажете ми, според вас, која е улогата на музичарите во општеството, општо? Во една држава, за една култура, според вас, каде се наоѓате вие како музичари? Пошто сам ја прije pričao, hoćeš ti malo da me odminiš ili? Слободно. Па кај нас класичната музика не е толку распространета. Младите не слушаат многу класична музика и кога За ќе жал. кажеме дека ние сме студенти на факултетот за музичка уметност, кај нив е првиот впечаток е колку убаво вие само си свирите и си пеете. Не баш напротив, кај нас класичната музика воопшто е многу широк поим, Така? што бара многу голема подготовка, припрема и многу студиозна работа. Така, каде се гледаш ти, например, кој е, например, на некој начин, не знам, зошто некоја држава или некој општество би имало потреба од музика? Или да не ве прашувам сега да филозофираме. Ако не ви се допаѓа прашањето, да ми повториш, нема врска. да. Мислев дека Не, нема проблем. Не. Мислам, која е улогата на еден музичар во едно општество? Каде се гледаш ти меѓу другите луѓе во иднина? Мислим да е јако, ствари питаме шта човек жели од себе да направи сутра за будуćност. Например, јас сам касно почел да свирам хорно, негде као средњошколец, треća средње, Така. што е у суштини, мислим да ќе се професори сложит неко проклество за лименјаки, сви касно почињемо да свираме. И пеачите исто. Ето, Да, мислим, не знам, да. сад се Слично е, своју да. браншу Так. ставljam. И некако себе никад као солисту нисам доживљавао. Хвала Богу на факултету све те ствари ми радимо. Имамо прилику да проживиме и тај оркестарски момент и тај солистички момент. Највише себе гледам као педагога, можда сутра во некој нижој школи или средњој школи. Не видим себе као солисту, али јако е битно, сад питao си ме каква улогу има музика за
општество, не? Да. Колико е добро да имамо добри извоđače, толико е добро да имамо и добри педагоги кои ќе да направи такви луѓе кои ќе сутра да нешто покрену или ураде. Така. Зошто почнавте да се бавите вие со музика, професор? Јас сум еден од тие, можам да кажам, примери кои што едноставно преку ноќ се роди желбата кај мене. Јас во 8-о одделение решив да се занимавам со музика, решив дека ќе станам композитор. Така. Едноставно бев воодушевен Така. од идејата, го скокнав. Прва година ја земав заедно со 8-о одделение, како талент во средното училиште, тоа го препознаа, веднаш отидов со положени испити. Во втора година и веќе за 3 години положив приемен испит во Прашката академија музичка композиција и солопење. Супер. Така што, ете, тоа сакав да кажам, и ако може да се надоврзам, Да. прашањето, па дали ние можеме да си замислиме воопшто живот без музика? Значи не е тоа прашање дали на општеството му треба музика. Секој од нас. Тоа е есенцијална потреба на секој човек. Да. Ние не можеме да живееме без музика, без оглед на жанрот. Так, Но так, сериозната, односно класичната музика, да ја наречеме уметничката музика, треба да се издигне на едно повисоко ниво. Нас ни требаат можеби и повеќе од една оперска куќа, затоа што заборавив преска да кажам дека оперските пејачи кога ќе дипломираат и ќе магистрираат имаат потреба од повеќе од една оперска куќа и повеќе од две или три, од два или три симфониски оркестри. Мора да повикам, да некако да се ангажира државата. За да сакате да кажете за да има таа здрава конкуренција, да се поттикнуваат едни со други, да се гради една култура музичка. Точно, и да имаме добар пазар на труд, каде што овие млади, успешни, талентирани, фантастични студенти ќе можат да си го најдат, нели, местото под сонцето тука во Македонија. Факт е дека и голем дел од нив си заменуваат во странство, што е еден општ тренд во државава, но ние треба како општество да се ангажираме. Сите тие на сите да им се понуди убаво, квалитетно, соодветно работно место ако сакаат да останат. Да. Бидејќи создаваат нешто што секој ден го примаме и го користиме на некој начин во таква или во онаква форма. Мислам дека е за сите тоа важно. Мислите ли дека има, зборуваме и за изведувачки компонент на музиката и за педагошки момент, мислите ли дека има простор за академска кариера на музичкиот факултет? Апсолутно, има простор. Секогаш има потреба за млади квалитетни кадри. Така? Секогаш. Да. Така. Да, и со задоволство треба да ги примаме тие што се квалитетни и што располагаат со својот капацитет да бидат професори, да напредуваат во својата педагошка професија. Така. Сигурно на факултетот за музичка уметност има и втори, трет циклус на студии. Да, има и втор циклус, значи магистарски студии, имаме по сите инструменти, исто така и трет циклус, докторски студии. Така, кои се насоките на секој од циклусите? Исто така, значи вокален, имаме музичка уметност, значи музичар изведувач, имаме и од теоретските и музиколошките дисциплини исто. Значи музички науки, музички уметности, музичар изведувач, по тој и тој инструмент. Мислите ли дека не опфативме нешто за вашата катедра? Мислите ли дека изоставивме нешто? Мислите ли дека има што да им се порача на идните студенти? Јас само ќе се надоврзам дека традиционално соработуваме со Македонската филхармонија, каде што секоја година се одржува по еден концерт каде што најдобрите студенти од соодветните катедри настапуваат како солисти со Македонската филхармонија и секоја година во соработка со Македонската опера и балет имаме концерт во чест на професорот Коста Трпков, каде што младите надежни оперски солисти, нашите студенти,
реализираат, отпеуваат по една или две арии, оперски арии, Така. со оркестарот на Македонската опера. И тоа е една одлична традиција, која што сум среќен дека продолжува и понатак. Так. Сакате да им порачате нешто на идните студенти кои размислуваат за запишување на факултетот за музичка уметност? Поручија би може да е ујек прави избор уписат ФМУ, затоа што не знам, нисам сигурен како се одвија можда како предавање и дружење се одвијају на ФДУ на ликовна уметност, али нешто што е сигурно да е однос и со професорима и со студентима на ФМУ јако динамичен, непосреден, jer нам е такав позив и да нема грешки кога жели искрено да се бави музиком. Така. Да Кристина? дојдат слободно на ФМУ, бидејќи еве наше искуство е преубаво, дружбата, учењето најнапред. Така. Само не добив информација што свириш или си соло пеење? Свирам на флейта. Така, флейта. Ви благодарам на вистина. Ви благодарим и на вас.